Добро вечер и добре дојдовте, почитувани гледачи, во телевизиската дебата на регионалната К1 телевизија, која што вечерва ја посветуваме на општина Квадраци. Вечерва во нашето студио се кандидатите за градоначалник на оваа општина, и тоа господинот Митко Јанчев од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и господинот Бетијане Китев од коалицијата предводена од СДСМ. Господа, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Добро ве најдов исти од моја страна. Благодарам на поканата за оваа можност да имаме една ТВ дебата на оваа регионална телевизија К1. Јас сум должна уште еднаш пред јавноста да ги соопштам правилата за кои што претходно се договоривме и имаме согласност од двајцата вас. Тоа е дека вечерва на оваа дебата ќе дебатираме по 5 теми, значи немаме класични прашања, одиме значи тематски. Секој кандидат има по 3 минути право на одговор или образложување како мисли да работи по таа област, по таа тема, а имате можност на реплика и контрареплика во време трајање од по 1 минута. За нашите гледачи само да напоменам дека темите на кои што ќе говориме се однесуваат на економијата, инфраструктурата, социјалата, екологијата и спортот. Започнуваме со она што за кавадарчани сметам дека е најзначајно, а не е поврзано со лозарството. Тоа е оно што во моментов се случува со комбинатот Фени. Нашите дописници денеска јавуваат дека можно е таму да имаме протест. Кој од вас двајцата, на ова прашање немаме време, меѓутоа би ве замолила во 1 минута само да биде, ке сака прв да одговори. Имате ли информации што се случува? Јас накратко би елаборирала во основа на тоа што имам информации од медиумите, значи немам класични информации од институции или од делот на вработените. Значи знам дека таму комбинатот дојде во една завидна ситуација каде што не може да си ги извршува своите секојдневни обврски, односно своите платежни способности беа на минимално ниво и комбинатот се стави во едно мирување. Тоа значи на мирување, во едно одржавање на таа печка за топење. Знам дека во меѓувреме со залагање на владата и со преговори дека се најде инвеститор. Мислам дека тоа е инвеститор од Бугарија, кој што минатва недела беше соопштено дека веќе го презима комбинатот, го купува и треба да го стави во функција да почне полека да го дига капацитетот. До каде е таа работа стигната? Дали е тоа сето така и дали е спроведено до крај со договори и со плаќање и со она што значи ставање во функција на самиот комбинат? Немам доволно информација. Единствена денешна информација од попладнова ми е дека синдикатот од вработени во Фени дека веќе има некоја си соопштение, односно реакција за наводно утрешниот ден дека ќе го искористат во ден на штрајк. Јас лично, како кандидат за градоначалник, тука можам да повикам на една стрпеливост, на еден момент да се почекаат некои работи, доколку нормално се реални и видни ветувањата, затоа што знаете, еден комбинат од таков обем тешко се става во функција и тешко се става во производство. Може би некој избрзал со некои изјави, може би технички проблеми за решавање, меѓутоа мислам дека работниците најмалку сакаат и не би сакале да направат поголема штета на комбинатот. Тие работници таму се кои што работат и по 20-30 години во истиот комбинат, се чувствуваат како дома, си го сакаат комбинатот и мислам дека сега ќе го најдат правиот и разумен начин за она што значи комбинат. Меѓутоа очекувам и од другата страна да имат еден соговорник кој ќе биде према нив искрен, транспарентен и ќе му кажува сегаш вистината за тоа што сепак кога се работи за едно производство и за еден таков значителен економски објект, поготово за Македонија, не само за Кавадарци и за вработени повеќе од 900, треба да се ја знае секој судбината и објектот и вработените и она што значи подобро утре за граѓаните на Кавадарци. Господине Китев, кои се вашите сознанија? Имате ли вие нешто повеќе информации? Моите информации се дека се уште се водат преговори и оној дел кој што е проблематичен, да кажам, кој што се однесува директно за почетокот на работа на Фени, е повеќе врзан со решавање на должничко-доверителските односи, кои што треба да бидат разрешени помеѓу новиот газда и помеѓу она што значи банкарски систем во Република Македонија. Се надевам дека тие, би рекол, односи кои што сега одново треба да се градат помеѓу новиот газда и банките кои што од претходно имаат, да кажам, побарување од Фени,
ќе наидат на затварање конечно на горливото прашање, расчистување на дел од тие дубиози кои што се правени претходно и почеток на работа и очекување на реализација на она што беше договорено претходните денови. Сигурен сум дека кога е ФЕНИ во прашање како еден стратешки економски гигант и за кавадарци за Република Македонија, морам да кажам дека ниту една политичка партија, ниту пак кандидат има интерес ФЕНИ да не работи. Апсолутно интерес на секоја, би рекол, организирана политичка структура, посебно на една општина, на локална самоуправа, е тој комбинат да биде ставен во функција, редовно да се земаат плати, да оди производството како што е планирано и од тоа да трпи корист, односно да има корист и општината и државата. Сигурен сум дека оваа ситуација ќе биде брзо надмината и дека ќе се нормализира состојбата. И јас повикувам на трпение на некој начин, бидејќи оваа состојба која што е сега во ФЕНИ е создавана години наназад и почетокот на разрешувањето на овие проблематични должничко-доверителски односи се разбира, се надевам дека конечно ќе заврши и ќе имаме на крајот една почиста и појасна ситуација со она што сите го очекуваме, а тоа е ФЕНИ да продолжи да функционира нормално и с големен капацитет и на производство и со редовна исплата на плати. Тоа е интерес на сите. Ние ќе ги следиме настаните кои што се поврзани со ФЕНИ во текот на утрешниот ден. Само се надевам дека работниците немаат погрешни информации или некој не им дал лажна надежда дека се така многу брзо ќе се разреши кога станува збор за овој проблем. Ако дозволите, би додал само уште малку, значи околу банкарскиот систем, околу она што значи платежен систем. Македонија е држава која што е регулирана заедно со Европа и со светски платежен систем. Така да банкарите и банкарските банки, односно банките сите работат врз основа на Народна банка. Тие правила важат и за ФЕНИ, важат и за било која индивидуала, важат и за било која компанија. Може би тука малку она политичка кампања или предполитички локални избори, дали самите вработени, дали и дел од структурата на кандидати може би сакаа малку да поентираат повеќе. И ја мислам дека ФЕНИ треба да го оставиме на страна. ФЕНИ треба да го реши државата заедно со инвеститорот потенцијален или веќе што е купец. Не се решава тоа на локално ниво, тоа се големи политики, стратешки работи и тоа е голем економски субјект или објект во Република Македонија. Јас само можам уште еднаш го повторам мојот став да ја повикам владата да стори се да помогне и на ФЕНИ, а со тоа и на кавадарци во овој случај. Добро, како што напоменав, ние ќе го следиме и понатаму овој случај, па ќе видиме каква ќе биде разврската понатаму. Да се вратиме сега на темите за кои што претходно се договоривме дека ќе говориме. Економијата е нешто што е многу важно за секоја општина, за развојот на општината, иако можеби надлежностите на градоначалникот не се многу големи. Тој нема многу големи ингеренции. Меѓутоа може да создава услови за развој на локалната економија. Во 3 минути ќе ве молам, господине Јанчев, еве вие како победник во првиот круг на изборите да започнете, кои се вашите визии, какви се вашите планови, како кавадарци да има појак локална економија? Така, ќе ги искористам моите 3 минути конкретно. Значи, локален економски развој, секој градоначалник во својата програма за нормално за кандидатура и во својата програма за действување како градоначалник мора да има план за локален економски развој. Пошто јас доаѓам баш од тој сектор што значи стопанство и економија, локалниот економски развој е многу битен за било која општина. Вие знаете дека во Македонија се направија повеќе општини кои што има индустријски зони, локални развојни зони, еве да речем како што е Илин, општината во Скопје, од ништо стана една општина која што е прва во Македонија по економски развој. Ние во Кавадарци како општина сме втора по економија развиена општина во Македонија по економија. Тоа е еден голем показател, а имаме потенцијал уште многу. Кавадарци значи за една општина кај што имаме многу фирми, Кавадарци значи за една општина кај што има многу трговија и производство. Невработеноста во Кавадарци е на 8%. Тоа е на завидно ниво, можеме да ја спуштиме и на 6 и 5%. Тоа е некој максимум успех кај што може да се постигне на невработеност. Ние имаме предвидено економска зона за микро и средни и мали предпријатија.
каде што ќе направиме економска зона, заедно со предпријатието од Кавадат, ќе разговараме, ќе дискутираме кој колку има потреба, така и ќе парцелизираме таа економска зона, ќе му понудиме земјиште по 1 евро од квадрат почетна цена. Што значи тоа? Ќе купате ефтино земјиште, со купувањето на ефтино земјиште нивните средства ќе останат за инвестирање во иновативни моменти и за инвестирање во она што значи бизнис. Да не ги затворат парите во делот на инфраструктура. Така да тоа е еден момент многу битен за локалниот економски развој. Исто така со тоа се дава момент за многу вработување. Сами знаете кога една општина има доволно вработување и избор на работни места од повеќе струки, тука значи дека самата плата нето веќе се подигнува. Значи се подигнува платата, се подигнува свеста кон работодавецот, се подигнува свеста и за работник. Тоа е тоа кога нема подценување, нема омаловажување, кога имате вишок работна сила, знаете, стопанствениците или работодавците знаат негде што го подценат тоа. Меѓутоа кога ќе дојде работникот на она ниво како што треба да дојде и кога зависи од него или има потреба реална, тогаш веќе економскиот развој расте. Со сето тоа ќе допринесеме за дигање на поголем економски развој. Имаме тука исто така изградба за откуп на фабрика за откуп на вишок на грозје. Со тоа драстично ќе зголемиме економијата во Кавадец и во Македонија. Се што е вишок грозје ќе го претвориме во дистилат. Имате уште 30 на секунди само. Претварањето во алкохолен дистилат значи дека го решаваме откупот со грозје, го решаваме пласманот, меѓутоа зголемуваме и локалната економска состојба во општината, меѓутоа делуваме и во делот на она што значи економска состојба во државата. Добро, имате право доколку сакате нешто да му реплицирате на господинот Јанчев или да си ги искористите вашите 3 минути. Ја би ги искористил моите... Само еден момент, затоа што ни беше нели направено за реплика. Добро, можете веќе да почнете. Морам да кажам дека градоначалникот во ова постава во која што, односно во ова номенклатура на односи кои што е дадена во Република Македонија преку децентрализираната локална самоуправа, може многу да направи за зацврстување на она што значи локална економија и развивање на општината во правец кој што би бил посакуван од граѓаните на општината. Особено е важно градоначалникот да биде екипиран со тим во општината, користичи ги при тоа, би рекол, и парите кои што денес ги дава Европската Унија преку најразлични фондови. Еден од концептите за развој економски кој што голем број на општини денес го користат низ светот, седно дали локалната самоуправа е едностепена или двостепена, е токму тоа да преку низа на проекти издржани, градоначалникот да успее да привлече поголем број на нови вработувања, да овозможи отварање на места кои што на крајот би рекол би го дале конечниот бенефит или фидбек, а тоа е да овозможи општината да ја намали, да го намали процентот на невработеност и на некој начин да ги задоволи сите оние категории на граѓани кои што дипломирале, завршиле факултет, а се уште чекаат на позицијата во Агенцијата за вработување преку нивното активно би рекол право на вработување. Не само во тој контекст, локалниот економски развој, посебно оној градоначалник кој што сака да води, би рекол, паметна економска политика, треба да го гледа и во начинот на, би рекол, делумно или целосно субвенционирање на сите оние мали микробизнеси предпријатија кои што сакаат да почнат и да стартуваат со нов бизнис на територијата на општината и во делот на оние, би рекол, механизми кои што директно општината ги има под своја власт и под своја капа, да им овозможи на секој оној нов инвеститор да направи нешто повеќе, а на тој начин преку отварање, би рекол, на 1-2 помали погони или да речеме поголеми погони кои што на некој начин потоа би вратиле на општината и преку данокот на имот, и преку фирмарината, и преку она што значи економско живење, би овозможиле на крајот да се поентира и да се ефектуира она што значи стабилизирање или на некој начин продолжување на добрата економска политика која што се очекува да биде водена од секој оној градоначалник кој што сака да учествува во намалувањето на невработеноста во својот град. За мене е важно градоначалникот, освен локалната економска политика која што треба да ја менаџира, секогаш да биде помогнат и од централната власт,
Кога велам секогаш, тогаш кога ќе се отворат шанси и перспективи да се инвестира од некоја странска инвестиција во определената општина, градоначалникот да биде секогаш во функција на тоа да стори се преку својот механизам општински да овозможи таа инвестиција да дојде на територијата на општина Кавадарци, бидејќи од тоа бенефит ќе имаат сите. И ние го поздравуваме и ќе го поздравуваме секое ново отворено работно место на територијата на Република Македонија, се грижиме тоа да биде посебно и во Кавадарци. Благодарам. Дали чувствувате потреба на оваа тема да се реплицирате? Немам нешто така посебно што да реплицирам. Јас би додал, ако може, во таа една минута малку како еден коментар, реплика коментар. Значи, градоначалничната функција во локалната самоуправа, односно во општината, е таа која што треба да го анимира општеството, таа е која што треба да го води општеството кон нормално подобар услов на граѓаните, подобар економски развој, подобра социјала, подобра екологија. Значи, градоначалникот тој кој што е да менаџира со сите тие структури. Менаџирањето на локално ниво, а во Кавадарци имаме добра општа позиција и ги имаме тие такви структури, само треба да ги искористиме. Така да еве тука сум доврзан на првото прашање што го кажавте, работењето со фени. Само ако фени работе и ако експлоатира руда од нашиот рудник кој што ги имаме Ражано, доколку експлоатира 50% од потребите на фени за никел, ние ќе добиваме негде околу 1 до 1.200.000 евра како општина само по основ на концесија. Добра. Во тој дел нема никаква дилема. И ова што е кажано до сега за фени, важноста, значајот на фени, мислам дека не го спори никој политичар. Од есенцијално значење за локалната економија Ражаново да биде рестартиран. Друго прашање е дали овие луѓето кои што го пратат составот на рудата и кои што знаат до кој процент може да биде тоа оправдливо, треба да дадат одговор дали во догледно време можно е да дојде до она што значи посакуван економски развој на општината по пат на повторно рестартирање на Ражаново. Јас не би навлегувал во таков тип на анализа, туку посакувам и сигурно дека нема градоначалник кој што би бил во општина Кавадарци кој што не сака тие пари кои што би дошле само по основ на ископ на руда во фени и концесија да дојдат и да се слеат во општина Кавадарци, бидејќи потоа од тие пари вие можете да влезете, би рекол, во многу пообемна комунална изградба, во многу поголем број на инвестиции во основните и во средните училишта. Така да тоа е едно од прашањата кое што очекуваме наредниот период исто така да биде отворено со затварањето на ова, би рекол, прашање кое што сега е врзано со фени, но локалниот економски развој мораме да го гледаме и надвор од тоа и повторно ќе го врзам тоа со давање на поголеми поволности на домашните и на странските инвестиции. Кога станува збор за изборни програми, кога се локални избори во прашање, тогаш сметам дека инфраструктурата е таа која што доминира. Изградба на патишта, на локални патишта, канализација. Кои се вашите визии? Како Кавадарци да има модерна инфраструктура? Така, околу делот на инфраструктурата ние имаме предвидено во програма повеќе конкретни проекти. Ја би ги презентирал мал дел од проекти, од нешто се малку од поголемо значење и за поголема улога на самите граѓани. Изградба на затворен пазар, значи современ пазар. Ние имаме тука во програмата предвидено изградба на современ пазар на постоечка локација заедно со катна гража. Односно, дали ќе биде катна гража или ќе биде подземна гражата, ќе го предвидиме тоа заедно со урбанистите, заедно со советот и она што значи локација и услови на терен. Уредување на градски плоштад, односно доуредување на градски плоштад. Градскиот плоштад е реновиран, мисля че дека пред 5 години или 6, не фаќате за збор, меѓутоа треба да се доуреди и некои работи да се изменат. Затоа што градскиот плоштад треба да го представува градот така како што да го представи. И треба да го зголемиме со повеќе инфраструктура во делот на она што значи хортикултурно уредување, во делот што значи на паркинзи, во делот што значи на содржина на самиот плоштад. Имам исто уредување и проширување на влезовите Кавадарци. Кавадарци со своите влезови од трите страни на влегување и од Росоман, и од Возарци, и од Неготино е во една завидна состојба. Значи јас можам слободно да кажам дека во Македонија од ретките градови кои што остана без влез. Значи еве, сега сме во Велес, видовме како влеговме во Велес, како ќе излеземе, така Кавадарци е едно завидно ниво тука. Тука мораме да посветиме внимание максимално да најдеме фондови, да најдеме средства да ги направиме влезовите во градот како да се влегува во град.
Тоа е еден многу битен момент за тоа што знаете, кога гостите доаѓа прв печаток му е дворот, а после дома кога ќе влезете. Имаме изградба на Западен булевар пред винарството Избор Тиквиш. Тој сакаме да го пуштиме булевар до Катуниште, два кружни текови. Имаме доградба на доста инфраструктура во делот, што значи она улици, патишта, тротоари. На анкетирање на граѓаните, на Кавадарци, на прво ниво му се улици и тротоари. Значи, ние сме уште на едно ниско ниво, кај што граѓаните си го бараат она општествено прво уредување во градот. Канализации, улици, патишта. Значи, тоа мораме да го посветиме и дај Боже, по 4 години, кога ќе дојде пак за кандидатура за градоначалник, да бараат граѓаните во анкета нешто повеќе од тоа што значи основни средства или основни критериуми за еден град и за една општина. Имаме мост кој што треба да го изградиме во Ваташа, кој што е во многу лоша состојба и многу сообраќајни незгоди се случуваат тука. Тоа е последниот мост на излегување од Ваташа на кај Витачево, кој што стварно е непрописно направен на времето, уште од 70 години, направен е за друга улога, меѓутоа сега тоа е регионален пат, кај што треба да се исправи една таа грешка за секогаш да се направи. И имаме нормално во инфраструктура изградба на многу велосипедски патеки, изградба на што значи рекреативни центри, изградба на патеки повеќе наменски. Повеќе наменски патеки за тоа што можат граѓаните да се рекреираат и културни споменици и она што значи 12 владински другари, Моклишкото езеро или Тиквешкото езеро. Така да во делот на инфраструктурата Кавадарци има многу да се работи и мислам дека нашата програма е обемна во тој дел и еден предуслов за да го исполниме со работа. Господине Китев, кои се вашите планови? Изворна е надлежноста на градоначалникот, на советот и на локалната самоуправа во целина, кога е во прашање инфраструктурата на секоја општина. Несомнено е дека инфраструктурата и како личи градот, да кажам и од аспект на средени улици, тротоари и патишта, е првиот впечаток за тоа дали општината е добро менаџирана до сега или не. Кавадарци, за жал, има лоша патна инфраструктура. Многу малку се до сега искористени пари и тоа им го замерувам сериозно на досегашните раководители и во локалната самоуправа и на претходната извршна власт предводена од ВМРО ДПМН, заради тоа што преку Агенцијата за патишта не искористија доволен број на средства кои што ќе овозможеа на некој начин Кавадарци да се обнови во делот на она што значи патна инфраструктура. Го имаме тука, би рекол, кој што е прв приоритет, би рекол, за решавање влезот врзан со Северен булевар на Кавадарци, кој што е транзитен пат, кој што Кавадарци, посебно за тешките товарни возила, го носи со излезот на Неготино, на кај Неготино. Тука се разбира голем број на улици кои што се уште се оставени и без канализација, односно не се поврзани домаќинствата, но и не се воопшто почнати, да кажам, со нивно уредување. Да не говорам за улица Праведничка, на голем дел од, би рекол, тој регион не е ни почнато и таму граѓаните, за жал, се уште газат во прашина и во кал. И комуналната, би рекол, програма која што градоначалникот е должен да ја прави и да биде усвоена од Советот на општината, според нас и според мене треба да биде директно предлагана и формирана од граѓаните. Тоа тие имаат шанса да го прават преку урбаните заедници, преку местните заедници, а градоначалникот само да биде, да кажам, исполнувач на делумно или на целосно од она што значи желба на граѓаните во тој дел од градот. Многу е важно да се дава приоритет на сите оние локации кои што се уште неуредени, незавршени, а кои што градоначалникот утре ќе мора да ги стави во програмата и да им даде приоритет. Не да чека 4 години или втора или трета година од мандатот, туку во првата година да ги среди оние сообраќајни артерии кои што ќе го олеснат протокот на возила и кои што ќе ја зголемат безбедноста. И во нашата програма предвидуваме изградба на поголем број на кружни текови, токму од аспект на ова што говорам, бидејќи неколку локации во градот се навистина проблематични и создаваат дополнителен сообраќајен хаос. Ми е многу криво што општина Кавадарци едноставно го промени централното градско подрачје со едно ново, би рекол, решение за градски плоштад кој што апсолутно не соодветствува на ниту една добро уредена општина. Ретко вие може да видите плоштад на секаде низ Европа, во општина Мокина
еве да ја споредам Кавадарци како што е, а при тоа да имате 0 или многу мал процент на зеленило. 3 минути измина, господин Така да има Китев. многу тука да се работи, така да во тој дел ревносно ќе го слушаме гласот на граѓаните. Кога станува за надлежности кои што ги има локалната самоуправа во следниот градоначалнички мандат кој што ќе го имате, социјалните надлежности се зголемуваат со децентрализацијата. Може би еден од вас ќе биде еден од првите градоначалници кои ќе има таа зголемена надлежност. Што во делот на социјалата има во вашите изборни програми? Така, во делот на социјалата ние имаме изградба на детски градинки. Значи, тоа морам да го потенцирам, да го кажам, затоа што е голем проблем во Кавадарци, како што ви спомнав претходно, невработеноста е на ниско ниво. Тоа кажува дека оние млади брачни парови кои што имаат своји деца треба да ги носат во градинка. Чекаат околу 350 до 370 деца за упис во градинка. Имаме предвидено 2 градинки, подхитно би почнала таа постапка за правење градинки. Едната градинка ќе ја инвестира општината, а другата градинка би ја дал на приватен партнер. Што значи тоа приватен партнер? Значи направиме ние маркица, дозвола, урбанистичка парцела каде што би ја дали некој да се изгради приватна градинка, оние што се малку подобро ситуирани, не да ги делиме децата на поситуирани, непоситуирани, него да можат луѓето да се ги носат во градинка. Исто така, сакам да кажам дека тука би додале проект во делот што значи она изградба на повеќе сегменти како покрај градинката, значи би додаделе и работи во типот на кругот на спортскиот центар Јаспин. Тука би додаделе повеќе моменти на она што значи до уредување на Јаспин салата, до опремнување на Јаспин салата, се со цел да можеме таа социјална категорија да на некој начин најдеме средства. Имаме во делот на програмата предвидено купување на возило за превоз на оние социјални загрозени, односно попречени лица во делот на движењето, инвалидизирани лица. Тоа возило би било на располагање, мислам дека општина Велес има такво возило, заедно со германска амбасада и со Дрекстрема го купија. Еден добар пример, значи да. Почнува да се шири во другите општини. Таа ќе биде исто за општина Кавадарци, ќе има тоа возило за оние инвалидизирани лица да може да си имаат свој бенефит во делот на значи тоа возило. За лицата од третата доба дали имате некој проект? За пензионерите? За пензионерите имаме проект еден во село Чеберско, изградба на дом. Изградба на дом, односно тоа ќе биде нивен дом за рекреација. Сакаат сами да си го инвестираат, веќе имаат најдено инвеститор од Турција под наше сознание, меѓутоа треба да направиме урбанистичка парцела, да може таа парцела да се стави во функција, да си даде градачна дозвола, да си го изградат домот и во делот на пензионерите ние би правиле она што значи малку да ги мрднеме работите од место, самиот пензионерски дом или она што значи инфраструктура за Кавадарци да може да му биде во функција на пензионерите и на оние нивни перспективи во делот на движењето, во делот на забава и во делот на она што значи па макар и четење со внучиња или со било што. Добро. Вашите 3 минути. Нашите размислувања би рекол во делот на ова што значи исто така капитални проекти кои што би биле од суштинско значење за општина Кавадарци, кореспондираат со она што е потреба на граѓаните во овој момент. И синоќа на митингот во Кавадарци кажав дека денес во Кавадарци е полесно да се запише било кој да студира на Оксфорд, отколку да го запишете вашето најмило во градинка. Тоа е објективно заради тоа што долги години и државата, но и локалната самоуправа не најде за простор и за време, дали преку лобирање, дали преку обезбедување на средства, општински или државни, да изгради нова детска градинка, која што би рекол на долг рок би го решила проблемот кој што го имаат голем број на родители. Наша интенција е концептот кој што го спомна и кандидатот на ВМРО-ДПМН, исто така е присутен и поголем број на, да кажам, на политички програми, а тоа е државата заедно со локалната самоуправа да изгради енергетски ефикасна градинка, која што ќе го реши проблемот, а концептот за приватна градинка е исто така присутен и е можно да биде реализиран. Концепт е веќе во јавноста промовиран и претходната влада го има реализирано. Но тој концепт па претходната влада во Кавадарци сигурно не го реализирала.
од вие рековте ваша е идејата. Идејата е наша сега да го затвориме прашањето со немање на капацитет. Концептот е и на стар, тоа ми беше капацитетност. зборот. Но за жал ниту еден од овие концепти што и говориме до сега не е реализиран на територија на општина Кавадарци и редно е, време е, конечно е добра шанса тој што ќе биде избран за градоначалник во општина Кавадарци сериозно да се зафати со она што значи затварање на ова прашање и конечно излегување во пресрет на она што значи изголемување на капацитетот и би рекол олеснување на потребата на голем број на родители да наместо да ги оставаат децата кај дополнителни да кажам негователки кои што треба плюс да ги плаќаат, да има токму простор кој што ќе биде уреден, енергетски ефикасен и кој што ќе биде во функција исклучиво на сите оние кои што имаат потреба нивните дечиња, најмилите да бидат сместени. Приватната градинка е исто опција, но тука секогаш има еден момент околу, би рекол, конечното плаќање кое што би требало родителите да го имаат кон таа. Нормално е да се очекува дека таквиот концепт на градинка на територија на општина Кавадарци би бил поскапа варијанта, ако можам така да кажам, во однос на ова што би го правила општината, но добро е од некаде да се почне. И добро е во овој дел оној што ќе ја добие поддршката од граѓаните на 29 октомври да влезе, би рекол, заедно со Министерството за труд и социјала во конечно затварање на ова прашање и Кавадарци да го добие тоа што го очекува, би рекол, години назад. Штета што до сега тоа не е направено, но добра волја и на идниот градоначалник на општина Кавадарци заедно со владата е да се затвори тоа прашање и конечно да се излезе во пресрет на голем број на барања од родителите во нашите општини. Дали сакате едната минута што ја имате тука да би ја искористил јас една минута во делот на до објаснување на значи приватна градинка. За мене приватната градинка, да, значи поголемо плаќање на родителите према она што значи изстаток и трошок во делот на секојдневието, меѓутоа се оставаме во функција на приватна градинка, че има конкуренција. Значи кога има конкуренција, ќе знаат и оние градинки што се јавни, дека треба да се движат по еден подобар правец. Знаете, не може секогаш да дозволиме оние што имаат поголеми примања и што може да си го преуштат тоа, да го земеме местото социјалната категорија на луѓе, да им го земаме место во државните градинки. Тоа ми е целта на тоа. Значи не да ги одвоиме децата. Децата у училишна возраст не се градат на тој начин. Децата почнуваат да се градат од училишна возраст. Предучилишната возраст е таа која што ги изгрижува, ги нахранува и родителите ги олабавува од своите обврски. Така да оние што имаат поголеми примања и оние што имаат просечни плати, не знам, тоа ќе го предвидиме со можеби со некој си дел од советот да се ги запишуваат децата во приватна градинка. Јас сакам и дај Боже да можеме да им овозможиме на сите да ги запишеме во јавна градинка децата. Тука нема да ги обесправиме или да ставиме дискриминација на она што значи тој што има поголемо примање или помало примање, али мислам дека таа селекција ќе овозможи во општеството да има едно движење во делот на еден баланс, кај што ќе значи и приватната градинка да работи, а да работат и оние општествени градинки за да можеме повеќе деца да сместиме и да си има еден симетрија на градинки. Кога сега во Кавадарци нас не треба 3 градинки. 3 градинки да ги изгради општината или Министерството за труд и социјала одеднаш, немаме шанси. Мора тоа да го даде приватен сектор. Не го спорам концептот за изградба на приватна градинка, тоа така како што функционира, би рекол, и во основното и во средното образование, и тука кај, би рекол, овој тип на сместување исто така е присутен на секаде. Моја цел, мој приоритет ќе биде општината, заедно со Министерството за труд и социјала, да овозможи еден добро среден објект на територија на општина Кавадарци, кој што можеби почетнички сериозно би го намалил притисокот на она што значи потреба од сместување на најмладите и тоа ќе биде почетна основа за тоа конечно да тргнеме во, би рекол, фронтално решавање на овој проблем. А секој инвеститор кој што ќе се јави е добре дојден да го почне и тој проект. Сега и од урбанистички аспект, но и од аспект на, би рекол, потреба на градот, има повеќе локации на територијата на општина Кавадарци, каде што би можело да има државна градинка, односно тоа да биде во координација со локалната самоуправа се разбира, и еден таков проект мислам дека е многу поприфатлив од старт, а оној момент кога ќе се јави заинтересирана страна, субјект кој што би сакал да прави приватна градинка, сигурно дека општината треба да му овозможи сите можни услови и нормално секој согласно својата економска моќ да си определи дали тоа ќе го неговото дете би го носел во приватна или во оваа државна градинка која што на некој начин би била
пак од парите на граѓаните и од сите оние даночни обврзници наши. Следнава тема е тема која што ги засага сите, од најмало до најстар жител на општина Кавадарци. Исто како и ние тука во Велес, и вие се борите со здравата животна средина. Во зимскиот период сме на врвот по загадени општини според мерењата и според оние PM10 честички. Кои се вашите визии, кои се вашите планови на полето на екологијата? Така, во делот на екологијата јас би почнал со една битна работа што кавадарчани, маренци и во делот кога викам Маренци, тоа е село Марена, да ме разберат и регионална телевизија, кога викам населба Глишиш, тоа е припоена населба до Кавадарци и село Сопот. Тука нудиме еднаш за секогаш да го решиме колекторот. Колекторот ќе го решиме со реконструкција на постоечки колектор во Кавадарци, затоа што е тесно грло при обилни дождови од атмосферските води и од тоа што градот е доста проширен, а е проширен на кај така да кажеме северозападен дел, кај што има поголема висина на самата структура на теренот, кога има поголеми дождови, пообилни, доаѓа до презаситување на колекторот и доаѓа до негово надмашување на неговите акумулации кои што може да ги прими како колектор. Тоа е еден проблем. Вториот проблем, колекторот е некаде пуштен до новата болница, односно до населба Глишиш. И тука веќе натки нема колектор и продолжува самата канализација да тече по реката како што имаме се до село Сопот. Тука имаме предвидено проект за реконструкција на постоечкиот колектор, фаќајќи од Ваташа па до Кавадарци, до што е сега, со зимање и ставање на поголемо фи на колекторот. Мислам дека 1500 фи треба да оде колекторот сега и постоа продолжување во прва фаза во првите 2 години до Марена, односно до после Марена, а во вторите 2 години до после Сопот. Со тоа трајно ќе решиме една непријатна и нечувствителна миризба и едно еколошки загадување и на самата река и на самите површини околу реката. Исто така имаме предвидено енергетски ефикасности за изградба на колективни згради. Она што значи термофасади и она што значи кровови за добивање на енергетска ефикасност. Во делот на термофасадите имаме предвидено повеќе од 30 стамбени колективни згради, каде што ќе учествуваме со 30% како општина. До сега општината учествувала 25%, сега учествуваме 30%. Доколку во самата зграда има социјален случај загрозен од категорија која што ја предвиде Советот на општина Кавадарци, таа обврска ќе ја допреземе општината, за да нема обструкции, да може стварно да се направи фасадата. Во делот на она што значи подигање на повеќе зелени површини, имаме предвидено повеќе од 10.000 садници да засадиме, ама на строго определени места, кај што значи зеленилото да го дигнеме на повисоко ниво. Исто така имаме комплетен проект правење на ново сообраќајно решение за Кавадарци. Протокот на сообраќајот треба да го решиме за наредните 5, 10, 15, 20 години. Така да со самото образување на протокот на сообраќајот, со самото регулирање на сообраќајот и акумулацијата на возила која што имаме, драстично ќе го зголемиме на загадувањето, ќе го намалиме загадувањето на воздухот и во делот на она што значи субвенции за купување на она што значи грејни тела на пелети. Тоа е доста еколошко грејно тело, кај што ќе ги намалиме во делот на она што значи грејење на дрва. Нормално ќе се залагаме и за гасификација, али тоа заедно со централната влада додека не ги исполниме тие услови. Господине Бетијан, вашите 3 минути. Екологијата секогаш е едно од прашањата за кои што и општината, но и државата во целина треба да има еден долгорочен план. На кој начин, како да се подобри амбиенталниот воздух, конкретно еве за територијата на општина Кавадарци. Кавадарци е град каде што функционираат голем број на индустријски, но и на економски субјекти. И последните неколку години, за жал, станавме еден од градовите кои што фигурира, би рекол, е во врвот на оние најзагадени општини. Повеќе фактори се тука кои што создаваат ситуација една да Кавадарци биде на крајот општина каде што PM10 честичките во воздухот се доста присутни. Би рекол, тука е комбинацијата и од индустријските субјекти, но е тука увозот на стари возила, се разбира, тука е, би рекол, горењето на гумата, седно дали е тоа во домашна употреба или на друг начин. И сега тука градоначалникот треба да го извлече
она што значи најдобро можно од капацитетот на својата администрација и на општината и повторно ќе речам заедно со владата, бидејќи тоа сама општината сигурно дека не може да го постигне, да направи неколку чекори кои што ќе го олеснат, би рекол, или ќе го подобрат воздухот во Кавадарци. Една од опциите кои што ние ги нудиме е да општината инвестира во неколку мерни станици. На тој начин ќе ги лоцираме точно, би рекол, болните точки од кои што Кавадарци ќе знае дека од овој, да кажам, од таа зона или од тој крај од Кавадарци имаме најголемо загадување и тука, лоцирајќи го на тој начин проблемот, да се почне со ревитализирање на она што значи воздух во градот. Да не говорам од аспект на она што значи основна улога на комуналец, изголемување на зелените површини, генерално во градот. Втора, би рекол, или трета варијанта која што би требало исто така градоначалникот да ја работи, е да работи континуирано со сите еколошки издруженија. Јас потпишав и меморандум во текот на кампањата, дека ќе се грижам активно и за она што значат нивни барања, но и на она што значи здравје генерално на граѓаните, бидејќи интерес на сите е на крајот со здравјето на граѓаните да нема никакви компромиси и да нема никакви, би рекол, дополнителни договарања кои што на некој начин би овозможиле продолжување на оваа лоша состојба со воздухот во Кавадарци која што ја имаме, а која што е неприфатлива за никој, ниту за политички субјект, ниту за граѓанин обичен во Кавадарци. Така да нашата заложба, мојата заложба утре како градоначалник ќе биде да се искористат капацитетите на општината, да се заменат ако е можно да ги убедиме граѓаните и преку поголем број на, би рекол, граѓански активизам, подигнување на јавната свест во делот на тоа да ги користат и велосипедите повеќе, тогаш кога е тоа можно, и се разбира да се подигне, би рекол, и степенот и свеста на сите оние кои што учествуваат во економскиот живот на градот преку слушање и преку следење на она што значат директиви на Министерството за труд и на Министерството за животна средина и просторно планирање. 3 минути измина, меѓутоа едно потпрашање за двајцата кандидати како поборник за здрава животна средина во општина Кавадарци имаше еден многу добар проект според мене, нели, и според многумина со кои што сум разговарала од локалната самоуправа за субвенционирање за купување на оние казани за печење на ракија на плин. Дали тој проект ќе го продолжите? Кој е вашиот план? Тоа според мене беше само најавено од актуелниот градоначалник, но не профункционира. Го говоревме и го имав и како амандман, како пратеник во Собранието на Република Македонија, но една од можностите која што градоначалникот би требало да ги прави, треба да биде и во таа насока. Генерално тоа е прифатлив за мене проект, но треба да биде спроведен и реализиран. Проектот е започнат, меѓутоа многу малку лозари се пријавија според информациите што ние го имаме. Имам друг став. Информации. Спротивен став и со против кандидатот. Значи за мене тоа е проект кој што можеби нуди некој решение. Меѓутоа не дозволиво според мене општината, па макар и Советот општина, да донесе одлука за делумно или за 100% купување, тоа мислам дека беше, не е тоа субвенција, тоа беше 100% реинвестиција. Замена. Значи не е субвенција. Субвенција е делумно да функционира, значи овде е веќе донација. Недозволиво е општината да донесе таква одлука која се коси со законот. Да дадете вие нешто, што значи донација или субвенција за производство на алкохол. Тука се коси таа работа. Ја не е во парламентот, со Министерството за финансии, треба да си ги провериме тие работи, да видиме дека тоа се коси за тоа што производството на она што значи алкохол во законот е препишано за домашни потреби. За домашните потреби значат од 30 до 50 литра. Кој би купил горелник за 30 литра годишно производство на ракија? Тука мораме да го предвидиме оној мојот проект кој што го нудам, нашиот проект кој што го нудиме. Дали ќе биде Бетијан, дали ќе биде Митко, дали ќе биде СДСМ, дали ќе биде ВМРО. Трајно решение на лозарите со откупот на грозето. Решите му го грозето на лозарите. Нема да мислат како да варат ракија и колку да варат и каде да ја продаваат. Па со кој квалитет ќе ја изведат и колку треба да се замарат. Знаете вие еден народски кажано еден казан ракија да свариш. Тоа е многу работа, луѓе. Тоа е многу припрема. Коми е да се работиш, да го ставиш во казан, па да ставиш дрва,
па да одржаваш температура, па капка по капка да дестилираш. Тоа не е едноставна работа. Тоа е голема глобалка за лозарите, тоа е измачување за луѓето, само за тоа што има кај да го дадат собственото гроси. Калкулационо, кога ќе направат калкулација, не земаат тие многу поголем профит во делот на она што значи продажба на ракија? Не. А ги земат парите сигурно од грозието и ги земат на времено, имаат сигурен пласмат, ја верувам дека таа работа ќе се намали со 80%. Така да, тука сум јас малку на спротивната страна. Не мислам дека треба да има донации или субвенции за делот на варење на ракија или за она што значи субвенции за казан на плин за варење на ракија. Него треба трајно решение, а не да правиме импровизирани ситуации. Оно ако мисли да се занимава, извини, ако мисли дека се занимава со бизнис, да отвори дестилерија или да отвори мал погон за правење на ракија, тој си купи и горилник, ќе си купи и сега може да му даеме субвенција на друг начин. Стимул за она што значи работа. Одиме на последната тема која што ни е за вечерва планирана, тоа е спортот. Нешто каде што преку спортот нели се развива и самиот здрав начин на живот кај граѓаните. Каков е моменталниот спорт во Кавадарци знаеме, меѓутоа како вие планирате да го направите во наредните 4 години? Моменталниот спорт во Кавадарци на завидно ниво. Завидно ниво е она што значи младински организации, младински клубови во делот на правење на спортски организации. А во делот на професионалниот спорт исто така е на завидно ниво. Единствена професионална спортска гранка која што кај нас функционира подолго време, тоа е кошарката. Благодарение токму на оној комбинат што го спомнавме на почеток на Фени Индустри. Кошарката функционира повеќе веќе од 10 до 12 години, каде што игра во прва лига. Вие сме еден таму од донаторите поголеми во Фени и беше, мислам, дека еднаш и на Балканско првенство освоја титула голема. Меѓутоа сега со паѓањето на Фени и со самото нивно неможност за инвестирање, паѓа и тој дел од спортот. Во делот на што значи на фудбал, сме на завидно ниво, на едно ниво кое што не го заслужува Кавадарци. Кавадарци стварно треба да има спортови, а и мислам дека и претходните дебати кои што ги водовме, нетранспарентно општината до сега ги средствата ги давала на спортските клубови. Тука не е предвидено правење на нов управен одбор или нова гранка во општината кој ќе значи донација за сите спортски манифестации или спортски клубови. Да учествуваат спортистите, да учествуваат спортските клубови, транспарентна и јавна одлука. Не да биде самоволна одлука на градоначалникот или на општината, на некој повеќе, на некој помалку и на некој. Секој вразоствено што значи она инвестиција, што значи во која лига да игра и што значи во она дел за спортот. Имаме, исто така морам да спомнам во проектите и комплетна реконструкција на постоечката трибина и на стадионот Тикпеш во Кавадарци. Во завидна состојба е, стадионот е во една лоша состојба, колку да сакаш амбиент за фудбал да направиш, колку да сакаш убаво се чувствуваш, не е тоа што треба да биде. Во делот на тој стадион имаме доизградба, односно ставање во функција на така наречениот објект Ла Луна, со последно име што остана. Тука сакаме да направиме спа центар, затворена куглана, теретана. Значи она да го користат и спортистите, меѓутоа и индивидуалци кои што сакаат да дојдат да се рекреираат, да може да го користат. Во делот на изградбата на делот на Јасмин, таму не е спортска сала Јасмин, која што 90 години направена самоприденес. Околу спортска сала Јасмин го имаме базенот градски, кој што треба да се реновира и треба да се даде во една функција, да се стави на отворен и затворен базен. Во делот на истиот комплекс во Јасмин имаме и едно игралиште фудбалско, кај што имаме план да изработиме на трим патека и да се реконструира и самото игралиште, за тоа што е стварно убава позиција, тоа да дојде еден комплетен спортски центар. Исто така во тој спортски центар имаме предвидено изградба на лизгалиште. Знаете, јас сега спомнувам и викам вака, во Македонија зимото е долго. Во Македонија рано се стемнува, касно се осамнува во зимниот период. Мораме да најдеме за младите рекреација и она што значи и затворен базен, и лизгалиште, и куглана, и да можат луѓето стварно да си ги исполнуваат оние амбиции или она време за што значи рекреација. 3 минути измина, сега почнуваат 3 минути, ваши господине. Моето размислување е тука спротивно од ова што го слушнав до сега. Мислам дека спортот не само што во Кавадарци не е на завидно ниво, туку е во најлоша можна состојба од сите години претходно. И мислам дека
можеби за едно би требало да се согласиме како кандидати за градоначалници, а тоа е дека никогаш повеќе градоначалникот не треба да се декларира за антиспортист. Многу е важно градоначалникот да се стави во комплетна функција на она што значи општинска помош за секоја спортска организација на територијата на општина Кавадарци. Во овие 30 и повеќе дена и првиот и вториот изборен круг имав можност да се сретнам со голем број на спортски екипи и со голем број на, би рекол, индивидуални спортисти кои што едноставно до сега не само што не биле примени во општината, туку едноставно веројатно општинската, би рекол, пред се градоначалникот постава која што ги трасира патиштата за тоа на во кој правец треба да се движи помошта на општината кон спортот, воопшто не ги ни консултирала, нити пак на некаков начин испаднала со некаква помош. За мене е важно, градоначалникот прво што треба да направи е да го зголеми буџетот генерално за спорт во градот. Кога тоа ќе се случи, поголем број од спортски организации ќе бидат задоволни, заради тоа што ќе добијат стабилност во делот на финансирањето и ќе добијат, би рекол, долгорочна перспектива, заради тоа што вие денес имате одвојување на пари за спорт, меѓутоа, токму ова што го кажа кандидатот на ВМРО-ДПМН, имате нетранспарентно трошење во делот, да речеме конкретно на оно што значи фудбалски клуб Тиквиш. И сега ние знаеме дека има пари одвоено од општината за фудбалот, но фудбалерите, стручниот штаб, кој што веќе и го нема, поднел оставка тренерот кој што беше донесен од страна, едноставно не добиваат редовни плати. Тоа идниот градоначалник, како појава, треба да го сузбие уште со првите негови одлуки. И тука не е само фудбалскиот клуб Тиквиш, тука е и младинските школи. Немате функционалност генерално на оно што значи систем на креирање на млади спортски таленти, кои што утре треба да му дадат директен бенефит и на градот и на општината со тоа што ќе бидат дали дел од врвниот спорт, дали потоа ќе продолжат и со репрезентативни настапи. Од тоа директна корист ќе имаат не само кавдарчани, туку ќе има корист и општината и државата, а на тој начин ќе ги тргнеме и младите од она што значат на дневна основа пороци кои што на некој начин се, би рекол, во една засилена фаза во Кавадарци, а многу е важно градоначалникот токму преку отварање и давање шанси спортот да го стави на прво место, да овозможи Кавадарци да стане она што беше некогаш, а тоа е расадник на спортски таленти. Првиот услов е да се зголеми буџетот, повторувам уште еднаш. Вториот услов е во спортот да водат и да владеат исклучиво спортските стручњаци. Оние кои што го разбираат спортот. А градоначалникот да му даде шанса преку политиките кои што тие ќе ги направат да го развијат или да го дооформат оној колективен или индивидуален спорт кој што на некој начин е од голема важност за самите спортисти. Тука мислам и на спортските сали, сите оние, би рекол, училишни спортови, али еве дополнително ако поминаа планираните, нели 3 минути, имате можност уште за по 1 минута дополнително. Така, јас тука би дополнил и би кажал дека спортот веќе со моето наđење на функции и со програмата го имаме подигнато во делот на финансиска конструкција. Морам да спомнам тука за тоа што моето откажување од плата, возило и трошкови на општината се доволно средства за да направиме многу повеќе у спортот. Тоа значи дека спортот ќе има лични примења, ќе има примења од самата општина. Меѓутоа мораме да ги воведиме и фирмите, и оно значи економски и стопански субјекти во Кавадарци да имаат едно доверие комплетно во спортот, во општината, во функционерите во општината и во она што значи раководство на самите спортски клубови. Така само можеме бизнисот да повлечеме дека и спортот, без бизнис секторот, без општина, спорт не може да имаме Кавадарци. Исто така репрезентацијата на општина Кавадарци која сакаме да сведеме на минимално ниво. Јас спомнав на локална телевизија, уште ги немам добиените информации. Меѓутоа, ако е стварно тоа толку многу, а не верувам дека е шпекулација, околу 12 милиона денари да има за 3,5 години репрезентација општината, тоа е жално за една општина. Тоа е баш жално за тоа што тие пари треба да дојдат кај граѓаните, тие пари треба да дојдат во спортот, тие пари треба да дојдат во улица, патишти и она што значи изград. Кавадарци има потенцијал, можеме да го направиме сето тоа. Имаме доста селски средини кај што верувајте луѓето сакаат да играат, поготово фудбалот. Сум бил во Сопот, сум бил Марена, Глижич, Бегниште, Дреново. Секаде имаат по едно фудбалско тимче кои со елан и со желба сакаат да го играат. Немаат по насоблекувално.
Ќе ги направиме тие собликувања, тоа се многу мали инвестиции, али една посветеност на градоначалникот, како што каже и против кандидатот, не смееме да дозволиме градоначалникот да биде антиспортист или да го оспорува спорт. Спортот е пред се за еден добар развој. Еве јас како фамилиарен човек, поголемиот син ми е скоро 14 години, знам што значи да сака спорт и да те влече да идеш во спорт. Ние одиме и во Охрид, и во Струга, и во Скопје, кога има манифестации, кога се учествува во таа работа. Пувај моменти, пувај моменти нема. Да, пувај моменти нема. А поготово што против кандидатот па беше и активен спортист, мислам дека фудбал играеше, така да не верувам дека би го оставил спортот на завидно ниво, него дека би се вложил и он максимално во делот на спорт. Мојата дополнителна би рекол реплика во овој дел е тоа што мојата визија во однос на ревитализирањето на спортот на градот ја гледам и во би рекол постојана координација и со она што значат силни економски субјекти на територијата на општина Кавадарци, бидејќи ако тука вие направите една силна врска помеѓу општината и сите оние мокни фирми кои што ги има Кавадарци, тогаш можете да му возможите на спортот еден добар позитивен тренд и во делот на оформување на нови младински школи, но и во делот на она што значи, би рекол, враќање на стабилитетот на секој спортски колективитет на територијата на општина Кавадарци. Драго ми е тоа што кандидатот на ВМРО не ги негира лошите состојби во фудбалот. Тоа е исклучиво резултат на лошото менаџирање на локалната самоуправа. Во овој момент, иако сум вака често пати запрепастен кога критикува актуелниот градоначалник, али гледаме дека од партиските собори редовно го прати и го следи. Добро, ние партиските собори не ги гледаме, затоа ќе ги оставиме настрана. Затоа јас ги пратам и ги гледам, затоа го коментирам. Не знам дали ви е налутен, али од една страна го критикувате, од друга страна редовно ве следи и ве поддржува. Гледај, човек кога се научи да се учи на грешките, нема поубава работа. Али да не се злонамерни грешките или да не се кажани во контекст на злоба. Јас сега сум кажал, јас сум човек кој што сум 36 години, приближна генерација, сме 32 години си, имаш среќа што уште си со твоите родители, јас сум од 23 години без мојот покојен татко. Ако не се учиш сам на грешките, и ако не научиш како треба да се однесуваш со општеството, никој не може да ти го покаже тоа. Што викаат старите, на човек може да со сила да му земеш, не може да му даеш. Така да и нашиот градоначалник и после година-две ќе седнеме, ќе пиеме кафе, ќе ја види разликата. И мислам дека ќе заблагодаре или на тебе, или на мене во она што значи успешен градоначалник. Мене сигурно нема да ми се Добро, заблагодари, ќе видиме времето, ќе покаже за се она што заедно правим. 5 теми кои што ги договоривме, ги iscrpевме. Сакавме оваа дебата која што е само на еден ден пред молкот, пред вториот круг на овие локални избори, да биде поразлична од оние другите кои што веќе ги имавте нели направено, да биде малку пократка, меѓутоа сметам дека ова се 5 теми кои што се клучни теми кога станува збор за работата на еден градоначалник. Пред да ви посакам пред се добро здравје, имате можност по 1 минута да им се обратите директно на гледачите и еве уште еднаш од тука да им испратите порака. Господине, да, еве вие почнете. Да. Почитувани сограѓани, почитувани кавадарчани, користам прилика да ве повикам да го искористите вашето право на глас на 29 октомври во недела. Оваа измината кампања се обидов да ја представам програмата мојата визија за поубаво и за посредено Кавадарци, за општина која што ќе биде пример за многу други општини во Република Македонија. Влегов во голем број на семејства во Кавадарци, се ракував лично со голем број на наши сограѓани, водев коректна, би рекол, и фер кампања од мене. Се обидувам целиот овој изминат период да ви укажам и да ви потенцирам зошто е важно сега, после промените на централно ниво, да направиме и промени и на локално ниво. За мене е од исклучително значење Кавадарци да биде мокна општина, општина во која што ќе доминират кавадарчани и она што значи кавадаречки интерес на сите оние наши сограѓани кои што останаа да функционираат и да живеат на територијата на општина Кавадарци. Ве повикувам да излезете масовно во недела и да го заокружите редниот број 19. Ви ветувам дека она што говоревме во кампањата, тоа ќе се држиме честно, одговорно и транспарентно да го реализираме во текот на 4 години мандат. Благодарам. Господине Чалашите. Да, почитувани граѓани, почитувани кавадарчани, јас сакам лично од моје име да се заблагодарам на оваа кампања која што ја водевме.
и во двата круга. Да се благодарам на поддршката во првиот круг која што имавме во наша победа и во наша полза. Ве повикувам во вториот круг да излезете со масовна поддршка, без двоумица, да заокружите број 13, затоа што за прв пат во Кавадарци имате човек кој што значи дојден од бизнис секторот, кој што значи некласичен политичар, човек кој се докажал и направил нешто за Кавадарци. Можеме заеднички многу да направиме. Мојата желба и ентузијазам за Кавадарци постои на високо ниво. Тоа можам да ви го покажам само после мојот избор со работа. Моето давање рака на Кавадарци покажува една моја голема храброст и хуманост кон она што значи мои граѓани и сограѓани на Кавадарци. Во нашата програма ставивме многу проекти, сите тие проекти се од реален размер, сите проекти можеме да ги реализираме во 4 годишен мандат заедно со локалната самоуправа на Кавадарци. Ве повикувам на 29 да го заокружите бројот 13 за Митко Јанчев, нема разгрешите. Благодарам. Јас, почитувани господа, ви благодарам што оваа вечер бевте гости во студиото на регионалната К1 телевизија. Ви постакувам пред се многу здравје на двајцата, среќа во недела. Се надевам дека вашите изборни штабови ќе бидат достапни за нашата дописничка Мартина Митко, Сигурно, која што нели ќе го следи изборниот ден и ќе известува, а оној кој што... Добро, јас пред да ви заблагодарам вам како телевизија, сакам да му се благодарам на мојот против кандидат за тоа што ова ќе биде последна дебата во нашата кампања. Недела се избори, еден од нас треба да победе. Прво лично се заблагодарам за самото учество во дуелите и коректното понашање во она што значи личности као Петијан и Митко. Мислам дека ако од моја страна имаше некоја навреда, еве се извинувам јавно пред гледачите во делот на дебати, во делот на кампања. Ние од понеделник едниот треба да се гледа како градоначалник, другиот треба да се гледа од друга функција, така да јас очекувам коректна соработка во било кој поглед, било кој бил на која позиција. Господин Китев? Па јас не би повторувал многу од она што говорев во текот на кампањата. За мене беше важно да учествувам во еден демократски процес и самиот да дадам свој личен придонес во однос на она што значи подигање на политичката култура во овој, би рекол, интензивен и турбулентен политички момент во Република Македонија. Бев искрен во текот на сите овие дебати, говорев отворено од срце и мислам дека граѓаните тоа ќе го препознаат во недела и ќе ни дадат поддршка. Почитувани гледачи, пред да ви речам благодарам, јас само ќе кажам, искористете го вашето уставно право, моќите е кај вас. Заокружете го редниот број за оној кој што мислите дека ќе направи многу за Кавадарци. Господа, благодарам што оваа вечер бевте мои гости. Благодарам и на вас и на К1 телевизија. Да, ние се гледаме и потоа после недела, затоа што животот нели продолжува и после денот на гласањето. Почитувани гледачи, останете и понатаму на програмата на регионалната К1 телевизија. Пријатно.